Unë si Bashkim Demokratik për Integrim kërkoj të funksionoj shteti ligjor dhe unë kam kërkuar zyrtarisht edhe nga prokuroria e shtetit, edhe nga prokuroria speciale, edhe vetë jam takuar personalisht me Zojen Janevska, ku është hap proces hetimor, duke filluar që nga unë dhe kërkohet pik për pik çdo dokumentacion në të gjitha institucionet e shtetit. Ovoj povik Nali Ahmeti го стигна и лично. Од минатата среда тој и поранешниот коалицијски партнер Никола Груевски се осомничени за намерно стопирање на пописот во 2011 година и за нанесена штета на буџетот од 3 милиони евра. Планот бил пописот да се спроведе во април 2011, но поради предвремените парламентарни избори е одложен за 6 месеци, за периодот од 1 до 15 октомври. Државната пописна комисија почнува со подготовките, но очигледни се несогласувањата меѓу членовите албанци и македонци во ова тело. Значи, оние граѓани кои се отсутни повеќе од една година од државата нема да се попишат. Законот е дециден, препораките и методологија на Евростат се децидни и јас сум обврзана да работам по нив. Neni 40 më së i qartë ku thot taksativisht po citoj, prantarët të cilët nuk ndodhen në momentin e regjistrimit, të dhënat për to i jep një nga antarët e ngushtë të familjes. Во тој период, за разлика од Груевски кого речиси и да го нема со изјави за пописот, Ахмети се труди да остави впечаток дека за него тоа е важна операција што мора да се спроведе. Unë nuk kam asnjë dilemë që me 1 tetor do filloj regjistrimin, sepse të gjitha përgatitjen janë bërë. Но, 2 дена пред почетокот на пописот, подпредседателот на Државната пописна комисија Абдулменав Беџети дава неотповиклива оставка. По него од комисијата си заменуваат и 4 други членови албанци и 2 турци. Председателката Јаневска се уште е убедена дека попис ќе има и дека подготовките се при крај. Но само 1 ден по оставката на Беџети, сосема неочекувано и таа се повлекува од функцијата, со сериозно предупредување. Сметам и проценувам дека во Република Македонија се спрема уште еден голем пописен фалсификат, кој произлегува од моите досегашни сознанија. Колегите од Државната пописна комисија, од албанската и турската националност, или етникум се извинувам, не оставија минимум простор за доверба дека овој процес ќе се одвива така како што треба. Државната пописна комисија со одлука на владата ќе има 5 нови членови. Во новиот состав на пописната комисија, председателското место на Јаневска го зазема Слободанка Гошева-Гиевска, а подпредседател станува Бујар Османи. И пописот почнува. Ако е пара работа друго, ова не интересира. Хронични болни? Не. Иако тврдењата се дека се тече во најдобар ред, од опозицијата предупредуваат за пропусти за политичка злоупотреба на пописот. Недозволиво е се уште да не бидат во целост формирани пописните тимови, а веќе половина од времето за изведување на пописот помина. Очигледно дека пазарот ВМРО, ДПМН и ДУИ за хашките случаи има нови продолженија. Од тука сите политички злоупотреби на пописот и пописните резултати ќе биде директна одговорност на Груевски и ВМРО ДПМН. Но и покрај прозивките, од Груевски ниту трага. Најприсутен со изјави е подпредседателот на пописната комисија Бујар Османи, кој од една страна е убеден во квалитетот на процесот, но од друга полека влегува во судир со председателката Гошева-Гиевска. Nuk duam që afati regjistrimit të kërcënon procesin e realizimit, mendoj që është më me rëndësi që regjistrimi të jetë i suksesshëm se sa ai të realizohet në një kohë të caktuar. Prandaj do të kërkojmë që deri në 15 ditë të prolongohet afati që mundet të krijohet një komoditet ku regjistruesit kanë hapësirë të arrijnë në çdo vendbanim dhe të regjistrojnë çdo qytetar të Maqedonisë. Премногу рано, уште од првиот, вториот или еве и денеска шестиот ден да се преодицира за тоа каков е текот или темпото на пописот. Ne nuk do të lejojmë
kompromitimin e këtij procesi, se jemi në vazhdim të përditshëm të gjitha elementeve dhe atyre mëtimta se si po zhvillohen, dhe nëse dua t'ju siguroj edhe juve si parti politike dhe institucioneve tjera, se në rast se ne do të konstatojmë çfarë do kompromitimi i cili mund t'i devijon rezultatet, ne do të shqyrtojmë të gjitha mundësitë. По овие различни ставови на првите луѓе во пописната комисија, среде процес почнуваат да стегнуваат и индикативни вести од терен. Печалбари во Тетовско се жалат дека македонски попишувачи не ги попишуваат ако не ги видат лично. На половина од временскиот рок предвиден за попис на населението во Македонија се попишани едва 550.000 граѓани. Вечерта на 10 октомври пописната комисија заседава, а утредента во јавноста излегува со соопштение дека поднесуваат колективна оставка и дека пописот е прекинат. Комисијата вели дека не биле исполнети основните услови за продолжување на пописот. На технички прекинатиот попис треба и законски да му се стави крај, а дебатата во собранието е исклучително жешка. Дајте да одговориме пред јавноста на прашањето што се случи и кој го фалсификуваше пописот 2011. Кој е тој што го спречи, ако продолжи пописот, ќе испаднеше невиден абсурд за Македонија, во Македонија да се попишат и да имаме да изброиме 4 или 5 милиони граѓани. Бидејќи направивте националистичка трка на терен помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН. Да беше тоа така, денеска немаше да го имаме овој закон пред нас. Башкими демократик për integrim nuk ka bë vrapim nacionalist në asnjë veprim të saj politik nga 2002-shi e këndej që nga themelimi i saj si parti politike. Во текот на утрешниот ден, кога ќе помине ова законско решение, и јавниот обвинител и истражниот судија да издадат налог за притвор на сите они одговорни во владата на Груевски и на Али Ахмети, кои што не беа способни да спроведат една нормална, согласно закон, статистичка операција. Парламентот и формално го стопира пописот, а она што тогаш го предвиде пратеникот Мисовски се случи минатата недела. Притвори немаше, но специјалното јавно обвинителство отвори истрага под кодно име Попис, во која има двајца осомничени, Ахмети и Груевски. Постои основано сомнение дека со цел како владеачка коалиција да го сокријат фактот дека немаат политички капацитет за да организираат реален попис на населението, домакинствата и становите во Република Македонија, како и да ги сокријат неповолните факти за демографската и економската состојба на населението во државата, што резултирало со огромно иселување на работоспособното население од Република Македонија, осомничените помеѓу 10 и 11 октомври 2011 година се договориле да го стопираат пописот на населението, домакинствата и становите во Република Македонија. Целта на Ахмети и Груевски според обвинителката Фетај била да пласираат информации дека причините за пропаднатиот попис се од техничка природа и од некадарност на Државната пописна комисија и на Заводот за статистика. Но Дијана Крстевска, вработена во Државниот завод за статистика и учесничка во пописот во 2011-та, вели дека процесот бил прекинат поради тоа што Заводот бил ставен во опозиција на сервис на политичкото тело Државна пописна комисија. Државниот завод за статистика се јави како улога на исполнување на мисијата на Државната пописна комисија. Вториот елемент е недоволната организацијска подготвеност. Значи дека технички сепак бевте спремни за... Да. Од организацијска гледна точка не. Ви кажав, тие се 4: законот, организацијската поставеност, улогата на Државната пописна комисија, која што ја маргинализираше улогата на Заводот и секако политичкото влијание тука. Таа сведочи дека во некои делови од земјава, за 10 дена колку што траеше теренската работа, пописот веќе бил завршен, но и дека наспроти препораките од Евростат, некаде се попишувале лица кои повеќе од една година биле во странство. Сепак, за нас како статистичари, клучните прашања беше зошто и по донесувањето на одлуката за прекинот, целокупниот пописен материјал беше уништен. Значи, за да имате аргументација дека нешто е успешно или неуспешно, вие тоа треба да го обработите, да видите. Па потоа ќе произлезат и сите овие прашања. Меѓутоа, со одлука на собранието, целокупниот материјал од пописот 2011 што беше донесен од терен беше уништен.
Зошто пописот бил целосно стопиран, а не само одложен, е еден од елементите што ги истражува и СЈО. Така немало да пропаднат веќе потрошените 3 милиони евра за материјали и други неопходни нешта. Аналитичарот Петар Арсовски смета дека отворањето истрага против Ахмети е нова етапа од функционирањето на СЈО. Секако во тој политички значаен чекор, имајќи предвид дека отвара едно поглавје на работата на СЈО која досега беше затворена. Кое можеби дури понатака, ако СЈО премине во траен мандат, како што би требало да биде, можеби ќе се прошири на сегашни функционери и на СДСМ. Тоа ја поставува СЈО на една поздрава правна логика, малку издвоена од политиканството на кое сме научени да гледаме во судските истражните постапки. Ако истрагата за пописот резултира со обвинение, Ахмети ќе ја дополни листата на лидери на партии како Заев, Груевски, Тачи, за кои се водат судски процеси. Но според Арсовски, тоа нема да ја наруши позицијата на Ахмети во ДОИ, каде тој е издигнат на ниво на култ, ниту ќе влијае на односите во владината коалиција. Јас сепак мислам дека коалицијата во моментот не е суштински загрозена, имајќи предвид дека двете партии сакаат да бидат натре и алтернативите на коалицијата се секако полоши. И додека пропаднатиот попис е под истрага, Заводот за статистика се подготвува за нов во 2020-та. Оттаму велат дека лекцијата од 2011-та е оти не смее да се дозволи политичко тело да води статистичка операција.